Подружницата Согово на Македонски шуми ниту во октомври нема да ги испорача сите количини договорени огремни дрва до граѓаните. Причини има повеќе, иако одговорните за стопанисување со дрвниот фонд во државата велат дека основната и највлијателната е во честите врнежи и лошите услови со патиштата во планинските региони. Истовремено бизнисот со огромно дрво станува еден од највносните во државата, бидејќи во општиот хаос најдобро се снаоѓаат тие што ги касапат шумите. Шумски полицајци и местно население од планинските села велат дека Плачковица безмилосно се соголува, дека во реонот на селата Лешки и Јастребник на Осоговските планини се прават голосеци, дека кон Мегданот се сече се што може да гори и грее. Приватни фирми купуваат делови од кории од приватни лица, но кога сечат неретко зафаќаат и други незаштитени шуми. Како тргнало, неконтролираната сеча брзо ќе доведе до локални климатски промени и до нарушување на природната рамнотежа. Тоа што е парадоксално е фактот дека за бесправната сеча многу се зборува, а одговорните за чување на шумите никако да излезат со некоја успешна акција за справување со дрвократците. На терен велат познавачите на состојбите царува подмитувањето и корупцијата. Ситните дрвократци имаат разработено своја мрежа во овој бизнис, па со комбиња, прилагодени леки коли и други превозни средства сечат се што ќе им дојде под рака, покрај патот, кон полаки и пошироко. Цената на просторен метар огромно дрво на црно се движи помеѓу 1500 и 2000 денари, што им одговара и на купувачите и на дрвократците.